Многу сакам бранови. Знам. Многу. До кој степен ги сакаш? Дали и кога те повредуваат, како на Карпата во Црна Гора кога те однеле? Дали тоа ми тогаш е ги сакаш? прејака приказна. Па, малце се плашев од нив тогаш, ама пак ги сакав. И како после тоа успеа да ги засакаш? И пред тоа ги сакав. Не, ама после тоа не ти нанесоа трауми? Па, Добре, Ни, ја и ти си ама имаме лекцијата- тепано, па после па сме се сакале, што? Кажи. what the fuck. Ме научија на лекција да пазам само нареден пат кога ќе одам на крајче на Карпа. Повеќе од А значи бранови, се да го плашиш само од очекувам тоа. креќиња од Карпи? Не се плашам, само да бидам попредпазлива од такво нешто ако планирам да одам. Тоест, да очекувам дека е возможно да се случи тоа, пошто ми се има случајно. Ама пак ги сакам брановите. Добре. А ако те поклопат и те удават пуздар све, тука да не можеш да искочиш? се Вајда бориш за нема ме живот? поклопат. Пошто тука ги сакам на брегот. Пошто ги сакаш, нема да те поклопат. Ете така. Ама не сум Па ги е дочекала ризик, од тогаш. ама помал е ризикот кога екшели ги сакаш. Така, затоа така те научив да не се плашиш од кучиња. Сакај ги кучиња, да више нема да се Вистина? плашиш, и стварно не се плашиш. Стварно не се плашам. Не се. Делумно по Тоа некад беше се уште најсведената лекција како Ама- заклучок поеше иначе. Да. Делумно да, се ама не си тоа што беше. Ама ме опушти апсолутно и го немам стравот, пошто безпотребен бил, само наследен ми бил стравот. Да, само наследен ти бил стравот. И Се се, излечила, да. јас сакав да ти се извинам за вчера. Зашто? Затоа што бев многу нетрпелива и дозволив таа нетрпеливост да ме спречи во работите што јас сакам да ги направам, за кои што необлигаторно ми требаш ти. Као не беше потребно да те напнам за ти да се спремиш побрзо, а јас само сакав да излезам надвор, пошто ми скисна да сеам дома и као можев сама да се излезам и да те почекам надвор, а јас само поише те напнав тебе ти да се спремаш побрзо, мислејќи дека као моја глава зацртана е ако ја правиме оваа активност заедно, дека мора во секој чекор од праењето на активноста да сме заедно. Многу често го имам тоа и многу покасно ми текнува дека не мора да е така, не мора да го следам тоа глупо шаблонско правило у глава. Види се, постојат различни ситуации, ама да, кога не се брзаме да стигнеме некаде каде што треба да стигнеме заедно, во сите други ситуации стварно може да се Да се Ја не ти поделиме барам- додека се спремаме, ако сакаме да спремаме. Да. Одделно. Мислам, тоа што јас само ти го барам е само комуникација. Као дојди ќе издискутираме за тоа што стално сум избегавал драми, не сум сакал да ги живеам драмите и сум сакал да бидам конкретен, straight to the point. Дојди, ќе се договориме, ќе најдеме компромис ако можеме, ако не најдеме. Тоа е. Time off, не знам. Али Ма не, мора да мислам најдеш дека компромис горе доле ако е за паметната- заеднички не, ствари. Тоа е најпаметната работа да се направи, да се и прогресивна за љубов. За да продолжиме да се сакаме и да живееме, да имаме добар соживот, е убаво да најдеме компромис. Меѓутоа, ако некад не успееме да најдеме компромис, тоа е, затоа реков, Се time off. помируваме Као, дека нема тоа, компромис. И тоа е опција. Да. Така да, само дискусија, као тие дискусии реално траат и треба да траат 2 минути, 5 минути, 10 преку да, ама сила. јас- Ова не е толку погодно за седење, не го прави ти. Јас Мило ќе ми е. најдам друг начин. Фала што го искуси и го сподели. Сакав да ти кажам дека во тие ситуации јас пример, конкретно дискусија. Во мене немав желба да зборам вчера и само сакав да си го добијам своето. Дури за краток момент ми флешна помислата дека можам да зборнам и дека можам да кажам нешто као посмирено, не мора со понападен тон да биде. Ама неќев, што е многу глупаво и не треба да неќам. Као, мислам, сакам да сакам, не, пошто секој пат кога го правам на начинот као смирени со дискусија, секој пат излегува флолесли, тоа е разбирањето меѓу нас и почит еден кон друг. Ја вака као прва да тргнувам без почит кон тебе, туку само со себичност технички. Пошто па очекуваш Мала работи, да, себичност имаш е. себичност, да. Мала себичност и као ајде не ми се збори, нема да зборам и ајде. Малце време. Ти се обраќам се- нападно за ти да се спремаш побрзо. Ќе те не ќе се обраќам нападно, туку ќе те напнам да се спремиш побрзо кога очигледно као си бил само побавен и побавно си функционирал, на сабајле си стварно
Леле, небо земја сме, значи. Ти си 2 сати, ако можеш, кога ќе станеш, збор нема да прозбориш, ќе бидеш бавен, ќе се расонуваш ебени 2 сати, шо курти. Не, постојат А јас форици како да го направам тоа обратно, ама нема везе. Мислам, знаеш дека има можност како да бидам боле на Сабајле, само не ми одговара секад. Као сакам да имам тишина од Сабајле. Мислам, барем ја да не зборам. Па да, Секам а јас сум поприродно да ми се развие мозокот во текот на денот и венчели ќе станам попродуктивен кога поприродно така како ќе го оставам понежно. Ме разбираш, ја можам да имам начин да се изфорсирам, како ќе издувам еден фишки, испијам 2 кафиња, нешто, како ќе најдам начин ќе супер, ајде, денот. А вака како природно кога ќе си отиде ќе си ја добијам енергијата. Така функционирам Да, ја. бе, така јеби си га. тоа. Да, Јора night owl, ама morning person. А ја на Сабајле препукувам, станувам и милион мисли имам што сакам да ги направам во текот на денот и се хајпам и почнувам со едно со друго, трето, имам енергија, затоа готвам доручек, затоа правам Супер е, се. онака на кај 9 сат ќе дојде топ Ива, најде вечер ќе се дружиме, ќе седиме, ќе вау, све ќе правиме. Доаѓа 11 сипол киќе. Тоа не е вистина. А не ми се Тоа гледат не е очите. вистина. Зборам дека носам наочари. Многу ти се убави. О, Не е вистина и сам го знаеш тоа. Као само твојата толеранција е многу повисока до покасно во вечерта. Јас порано, да, вистина, заспивав на кај 12, иако сме се договориле од 1 да правиме некоја активност. Ама сега многу поише издржувам и баш си ја распределувам енергијата во да имам доволно енергија во текот на денот. да. И за да ми остане и за навечер повеќе. Тоа беше откако си брекнав у глава дека кога е 10 и пол, после 10 и пол, дека не е завршено работното време и уште имам енергија во себе и можам до 1 до 2 да завршам некоја друга работа и да правам друга активност. Ама тоа не се важи. Да, зашто Сум зборевме? подобрена. За дека ти ќе отиши си бавен на Сабајле и за тоа ти се извинував, мислам, стартната тема беше дека ти А се извинував денеска- што бев нетрпелива. Затоа денеска ми се извинуваш и збориш ти. Ми се извинуваш затоа што вчера го дискутиравме ова навечер, кога зборував јас. Си ги гаѓам ја времињата кога да зборам манипулација. Демек, Дека јас сум кога јас... попоспана и да, ти да, и само ќе примаш ти дегне. Еј, ова не е утро. 3 сати. Сега веќе немаш екскюз да Не, бидеш сега по... сме на заеднички терен. Да, на домашен терен. Ама со сепак, двајцата. нема врска. И онака I was joking. Ама тоа, да, проблемот на кој што застанавме беше дека Извинете, и вас чуемо. Кој језик ви причате? Кој ви мислите да е овој јазик? Не можемо да погодиме. Овој е српски, тако? О, српски. Па овој е мало ниже. Македонски. Македонски. Браво. Он знае шпански, дајте да кажем. Шпански. Не могу да чуjem толку речи. не, немаме толку слични зборови. Шпански разумам, 9 сати, нешто сте рекли на вечера. Да. Да, ја веќе разумем. Овој е наше, нешто наше. Драго ми е. Исто. Да, дека јас уствари вчера не сум се трудела доволно за нашата љубов, као I didn't put the work in. Пошто не ќев да издискутирам нешто што можеше да биде завршено за 2 минути, пошто само сакав да го добијам тоа што јас го сакам. Тие работи ти доаѓаат И затоа имавме некад- брейк во, како се вика? Во синхронизацијата наша. Тоа ти е само не дека ти си нешто лоша, тоа ти е лоша карактеристика што си импулсивна. И тоа е сасвим друга лекција која што се уште ја учиш катадневно и си подобрена во секој случај од него ли што си била пред 10, 12, 15 месеци. Али тоа ти е как да научиш како да бидеш посмирена, да ги прифаќаш работите да си откриеш начин како да живееш сама со себе, тоа што го зборевме у Валенсија за во рете да бидеш сама некое време. Јас сега не е баш истото, тоа е веќе да бидеш сама. Значи мене ќе ме имаш па за 10 минути, 15 минути, сат време, се едно колку ми треба за спремање и венчели ќе ме имаш. Сега многу релативна работа е колку колку самотија е самотија. Колку време самотија е самотија. Па,
Многу релативно. Пошто ти да отидеш у Шпанија на еден месец без мене, и тоа ќе беше самотија. Тоа ќе беше самотија, да. Ама 10 минути, сат време, валја не е самотија. Сега ти ако си до толку зависна од мене у тој момент, не знам, Ама ко нема да потреба некеш, да сум, ко да сваќаш, не се тоа е од осеќаш. зависноста Не знам, само. фрлам онака што е возможно да ти бил проблема. Не дека Ајде. мене не ми се дешавало, Да, бе, да. ама поредко, многу потолерантен Не, ама сум, мислам. знам до шо е, ова ти го имам еднаш спомнато, си го забораил, најверојатно. Као, проблемот е што ако сум планирала во тој период да излезам и сакам да излезам, без side missions along the way во спремањето, сакам да го се деси тоа и да одам натаму, не ми текнува да правам други ствари, пример додека те чекам, кои што би биле соло ствари, пошто сакам да ми се испланирани и да го имам предвидено времето кога ќе ги правам. И многу ми е потешко да ги фристайлнам тие Пошто ти си активности поише тогаш. планирање човек, јас сум поише фристайл човек. Да, да. Тоа, па и јас од прилика истата слична причина ќе давав, затоа што во тие моменти се осеќаш како или те мрзи или не се осеќаш доволно креативна да смислиш што сама би сакала соло активност да правиш. И очекуваш од мене да те ентертејнам. Да. Сега, Не буквално, очекувам да ме ентертејнаш, очекувам да се спремиш со исто темпо, а ти само со побавно темпо си се спремал. За да се прави заедничката активност за која што сме се договорили дека ќе ја правиме. И тоа си сосема управо, ја не викам Тоа. дека каснењето не е во ред. Само што мислам дека подеднакво касниме, мислам дека сега сме доени до момент кај што подеднакво касниме. Подеднакво често. Заради тебе. Не. Па ја бев Не. поточен човек. Демек, јас сум И те јас, тена. пошто Ама морав да- ти си ме, па ете го, тука сме на средина. Јас сум ти дал малце спонтаност, ти си ми дала малце Добро, организираност. да. Јас сум ти Искрено, дал да. малце поопуштена ти да бидеш, ти си ме стегнала малце мене. Као Да. мислам дека е убаво што на средина сме се нашле. И апсолутно Затоа што ја сме верувам многу- у средината, у греј зоната, дека е добра нека. имаш прстени сега и тоа боли, мора да пазиш. It's up to you. Убав дан, леп дан. Чао. Убав дан, леп дан. Убав дан, леп дан. Одам да, леп дан. Don't let me, Red леп дан. Bull. Секси бул. Муабетот ми е, јас сум многу горда на нас и апсолутно, знаеш дека еден период имавме проблем со да бидеме на време и двајцата, пошто и двајцата почнавме многу да си дозволуваме и да касниме многу касневме на места. Да, тоа беше лошо кога И апсолутно мораше да се стегнеме и се заозбиливме и почнавме да сме многу поодговорни. Јас сум многу благодарна и среќна што тука во Шпанија сме вакви какви што сме, пошто сме Се согласувам. неверојатно одговорни. Е, па, и многу пази ми се сега. свиѓа оваа динамика. Затоа ти кажувам дека е убаво, значи тогаш јас бев повлијателен. Ти текнува на оној цртежот што ти го цртав у Paint, колку работи во кој што јас Кругчињата? верувам. Да, со кругчињата. Значи, на крајот заклучокот беше дека јас работи во кој што верувам посилно и сум многу подобар да те убедам тебе дека тие се правилни, Да. а воедно и сум по-тешко прифатлив. Свеше, ти си двете обратни и заради тоа на тебе најчесто ти е потешко мене да ме убедиш во нешто, отколку јас тебе да те убедам во нешто дека е правилно, мислам. Да, многу си потврдоглав. Па не сум тврдоглав, туку Ама не веруваш, па многу тешко се решаваш да веруваш на види, нешто. basically, сега ќе ти кажам која е најголемата причина. Сега, може да сум, помалце верувам, поише сакам да ги испитам стварите дали се стварно така. Второ, многу голем дел од стварите кои што ми ги приложуваш, веќе ги имам размислено. Не викам дека не ми даваш нови перспективи, не дека не ми даваш нови аргументи, ама голем дел од аргументите кои што ќе ми ги дадеш, веќе ги имам размислено, обработено, усмисла. Јас мислам дека имам повеќе знаење и мислам како да ти објаснам нешто, не ти го дообјаснувам, пошто веќе е та поинт кога ќе стигнеме да треба премногу да ти објаснувам за да те убедам во нешто, ми се губи желбата. Абе, ги нема. Па Иван, а знаеш ми ја се тебе колку губи ти желбата. објаснувам ствари? Знам. Колку, значи секој дневно ти објаснувам исти работи на различни начини се. Не ме дупи и јас се мучам и стварно као Добро, да, некад стварно толку аргументи ствари имам. и после као Иван шо реалајзнав. И као се реалајзнала ствари кои што сум ти ги објаснувал предходните 2 месеци, мислам не. Па добро да си Јас, помогнал мене за мило да ми е. стигнам до таа Мене мило ми реализација. е. Ама као, еурека. Па види, за мене е, треба да си радосен што го доживувам кој река. Да. Не, треба да го доживуваш као Као веќе научено од тебе. се едно.
Нема Да, врска. Павла. У секој случај, крајното е дека сум задоволен и горд на тоа што си сфатила. Јеј. Косава ми замина цела. Така да, компромиси. Компромис дава највеќе поени на љубовта. Уствари, кога ги прашав баба ми и дедо ми, баба, дедо, како сте у толку долгогодишна врска, како толку многу години се сакате, ми одговорија компромис. Тоа беше толку, така, со еден збор ми го одговорија прашањето. Компромис. И сватив дека да, нема секад да ти биде све по кејфот, ама кога ќе ги направиш тие компромиси, ќе почнат други работи да ти бидат по кејфот, као стварно љубов е вложување, као ако сакаш да се сагаш со некој друг човек, освен со сам себе, а ќе сагаш и венчели за тоа што мислам дека ние во човечката природа да сакаме други луѓе да имаме, Да. затоа што ако толку многу се сагаш сам себе, нема шанси да си ја задржиш цела љубов само за себе, као не можеш толку, не можеш. Као ако не ја даваш на некој, Тоа ли е не- нарцис? Но, а? Тоа ли е нарцис? Па нарцис, ама Сета нарцис, љубов ама се ја на- дава на себе и не дава љубов на други? Не, тоа е себичен човек, ама не е возможно. Јас само мислам дека не е возможно. Да, ја осетив кога. Ау. Сакаше да каже нешто на На микрофон. микрофон. Иначе беше цицалка. Еј, По фаца ти Јас лазеше. сум рад... Не беше по фаца. По фаца ти лазеше. По која фаца бе, од тука ми го Ти си го чукна. гледаш ова видео? Абе, не беше по фаца. Види, either way, јас сум радосна колку бев чил. Да, не браво за сакав тоа. да дознам шо е, пошто, ете, денес ти верував и не ме изневери. Да. Фала ти. So, што зборев? Љубовта, баба ти, дедо ти, Да, бе, компромис. че ќе ми го вратиш. Цело вака. Слоевито. Ајде, повели. Не, знам до кај во живе. Не можеш доволно љубов да додржиш у сама себе. И венчели ќе ти треба да ја споделиш со некој. И од тука ние природата и да сакаме некој друг, и да правиме деца, и така натаму, и така натаму. И да имаме пријатели, нели, зборам за сите тие по-споредни, да речем, Да, бе, угоди да. што ти се у животот. Можности за да делиш љубов. Ја? А тој што не го прави тоа, еве, можеби, ова е најрадикалниот став на Иван Ајнштеин до сега. Ајде. Во овој подкаст, тој нема доволно љубов у себе. Тој не поседува доволно љубов. Може би Океј. било за тоа што не му било дадена од некој или било која друга причина, не ми е гајле за причината, само кажувам како факт, мој статистика. факт верување, Да. дека тој нема доволно љубов во него и заради тоа не може да сподели. Е па, да, ама ете ако не си бил соочен со толку многу љубов или научен на толку многу љубов и не знаеш како да ја продуцираш во тебе, да ја создаваш во тебе. Ќе ти иде побавно учењето, ама и венчели ќе научиш. Може да нема да научиш на 20, ќе научиш на 50. Ама дали се трудиш да научиш? Да, точно, се е до желбата дали сакаш да го зголемиш амаунтот на љубов во тебе. Пошто и ние во некои ствари се осеќаме дека покасно сме влегле у ова, за некои ствари сме рекле па леле колку сме пред времето. Така да све е релативно. Али ако сакаш да научиш како да сакаш, самиот процес на учење на како да сакаш е сакање. Да. Пошто можеш да научиш како сакаш само ако така ќе сакаш. докажеш. Да. Така дури тоа ти Затоа е што тоа ти е лекцијата. вежбање, затоа што секоја работа колку ти да ја научиш и да ја знаеш и било што, треба да ја вежбаш, као тоа е делот од учењето, вежбање, Да. решање задачи. Затоа не положив програмирање, ме разбираш? Што не вежбав. Јас многу често сум сватила дека многу ми е поубаво кога давам љубов, без разлика дали е восприемена или не, као јас се осеќам убаво кога ќе дадам, кога ќе бидам фина со некого, кога ќе се смеам на сите, ме разбираш, пошто убаво се чувствувам, убав ми е денот, убава енергија имам и сакам да ја споделам таа енергија. И на луѓе здраво што им викам по улица или ги поздравувам или на рецепционерка на муабет, 2 реда муабет ги Да. направам пошто ми е мерак. Ама убаво е. Кога уживаш во себе и имаш љубов во себе, во право си те тера да ја isfrliš од тебе, да ја споделиш со тера, други. да. И од тоа дури постои, дури колку и да е, персентиџот
постои можност да добиеш назад, а тоа само ќе те зголеми и ќе те направи подобар. Као свеќаш некој може ќе ти одбие твојата љубов. Ако е некој со ужасен ден со неизрегулирани емоции, Добро. како нема да ти ја А восприеми. што ако ти така? одвие? Никому ништо, тоа е негова опција. Епа, Да натри прифати ли? или не. Тука доаѓа до тој револт на луѓето као епа ја толку давав, не добив ништо. Ајде Иван, лекцијата што цел живот ме учиш, очекувања. Нема нели кажа во Тоа е. првиот подкаст дека љубов се купува исклучиво со љубов, Да. ама поише не е толку купување колку што е коцкање. Пошто мора да ставиш Епа- ти у апаратот за да добиеш назад. Ти ако не ставиш, ако не уплатиш лото, нема да добиеш. Така да поише е ризикување и купуваш, ќе добиеш, дали ќе добиеш. Па се, Не да, знаем. па даде е начинот на со кој што ќе се справиш кога нема да добиеш, кажува доста за тебе како личност. И мора да се научиш да прифаќаш и порази. Јас вчера морав да се научам да се помирам, да прифатам пораз дека плетенките ми беа одвратни и на крајот ги отпуштив. Така да. Епа тоа да. Јас Пошто тоа е, прифатив јас пораз изгубив. дека си го скршив лаптопот сам. Точно. Од Од невнимание. немарност. Да. Тоа е, ќе се Ама ја случуваат многу полесно непредвидливи го работи. прифатив поразот од тебе. Точно. Ау! Ама да, заради тоа Ќе што ти ти се во... курчам сега, за да посакаш ти мене да можеш да ми се курчиш. Не, јас само ќе ти аргументирам зошто не се исти ситуациите. Пошто во твојот апсолутно 100% Ти беше немав крив. никаков удел. Ти- Ама не, немав Јас. никаков удел, не сум ни во Да, приказната. да, не си ни во Во приказната. мојот ти си пола од приказната. Добро. Затоа, не се исти. Но на Добро. крајот на денот пак секој си е сам крив и си ја сноси одговорноста за грешката. Иако прво ти изгледаше дека ти ја наметнувам кривицата, ти објаснив за кој дел ми сметаше. Ама да, и си кажав, нели ти кажав од кога се туширав, дека не, вакви ствари секогаш може да се случат и многу ме иритира кога ќе слушнам, ме иритира. Не сакам јас да го правам тоа, а се осетив дека го правам кога една ситуација или две, неколку whatever во текот на денот ќе ти се десат што се негативни, се фаќаме за нив и викам готово ми се заеба мене денот. Како може да си дозволиш цел ден да ти се заебе заради една ситуација, као ти се случила, завршила, има ли постави си прашање, има ли нешто што можеш да го направиш за да ја смениш таа ситуација сега? Не. Ако не и ако само треба да се помириш со тоа, као борете, изџвакај го и само продолжи да го уживаш денот, пошто денот има уште многу што може да понуди. Од тебе зависи дали ќе сакаш да го исполниш со убави работи или само да седиш и да кукаш дека нешто лошо ти се случило. На некој тоа има копинг механизам, така се лечат. Сега може сега некој ќе дојде ќе ми каже да, ја така се лечам. Тоа работи за мене. Ама те Али помни дали со ти е убаво поише... во текот на тоа лечење, затоа што ја мислам дека ти можеш да се излечиш и да ти биде убаво при тоа. Да, баш. Тоа само треба да избереш. И сега да знам дека тоа работи можда за тебе, али дали сакаш и ова да работи? Многу е боле. Да бе, да, Знам, дали затоа што сакаш некад сум го ново правил решение тоа. да пробаш. Ти па колку си обра, ти уште го правиш? Да се нервирам? Да. Па да, ама во помала мера и еве Во ти помала кажам мера, вчера да. го сватив, можда ми требаше пола сат да издишам, Да. а дури и ти дојде, значи толку беше срце као дојде, јас бев изнервирана, натажена, повредена, violated и све, пошто и дадов љубов на типката, она не ја прими таа љубов назад, ме разбираш, туку беше не знам, неприемчива, не сакаше блискост, не блискост, туку да биде како да кажам, со добра енергија, си беше намуртена, лута, не знам. И као си отидов против интуицијата и пак решив она да ме плете. Требаше само да си речам, да си поверувам и да речам не. Така да поуката од вчерашната грешка е секогаш да ја верувам на интуицијата и да не правам ствари кои што се косат со моите лични чувства, верувања и слично, као знаев дека не сакам и пак седнав. Тоа да ја веруваш секогаш на интуицијата делува малку. Знам дека звучи малце скетчи, ама тој инер војс кога нешто, некој ред алерт ти се појавува тука, некој warning сајнче, да размислиш уште еднаш, да не избрзуваш. Да. Да размислиш уште еднаш, тоа не е слушање на интуицијата, тоа е давање шанса на интуицијата. Еве дури ќе дадам и повеќе
гласови на интуиција, така, поише значење на интуицијата отколку на размислувањето. Во која смисла поише значење? Повеќе да ја верувам на интуицијата отколку на разумот. Затоа што до сега се покажало како да Thank you. Thanks. До сега се покажало како да ми е подобри одлуки носам според интуиција отколку според размислување, ама сепак кога сум користел само интуиција без размислување, било само ризик, само коцка. Тоа е само ризик коцка. Да, точно. Па добро да е, затоа реков као да си ја слушам интуицијата за да размислам уште еднаш дали е добро тоа, као баш треба да ти е како warning sign. Да се преиспиташ. А јас го изигнорирав, сваќаш снуз му стиснав. Кој ми кажуваше дека Тони вајда, ми кажуваше? Океј. Дека срцето има некој вид на мал мозок. Веројатно беше тоа. Да. Кој што беше со тоа? Јас тоа го сватив како интуиција. Као размислува. Океј. Размислува и те води каде што сака срцето. Така као чим срцето сака, прави оно нешто. Мрда тука нешто дава размислува дека сака. Да. Пошто некои работи стварно ги сакаме со срце, некои ги сакаме со не знам што е другото, не знам што е другото. Што е другото? Не сакам да кажам разум. Не знам. Затоа што не натерал светот, сме го виделе тоа дека го сакаме. Ме разбираш, као сме инфлуенснати од работи што сме ги виделе околу нас. И затоа мислиме дека ги сакаме. И заради тоа ги сакаме, као сакам да идам у Дубај затоа што го видов тој дека бил у Дубај. Добро. Дека нешто сум видел. Заради тоа го сакам. Ама добро да. Тоа е примерот. А тоа е поразлично од зашто тоа да не е сакање од срцето. Стварно да сакаш нешто, тоа кога сакаш нешто, сакање со срце, е тоа што стално ја го давам советот као пробувај ствари. It's fine, пробај ги стварите, ќе видиш, не можеш да знаеш што стварно е за тебе. Меѓутоа кога ќе пробаш стварно, не само затоа што ќе ти биде убаво, туку да осетиш дека тоа е тоа. Добро. Тоа се дешава кога ќе почнеш стварно да веруваш, кога ќе сватиш концептот на верување, ќе знаеш како да веруваш, затоа што многу луѓе не знаат како да веруваат. Затоа што пак они се дури многу паметни луѓе. Јас сум бил таков пошто ја не сум знаел да верувам на времето. Откако сватив што значи верување, сватив колку е полесно да се слуша интуицијата и колку полесно да се слуша разумот на тој мозок што е во срцето. И затоа кажав дури многу паметни луѓе, затоа што многу од тие паметни луѓе се многу големи овертинкери и ќе размислат дека не го сакаат, а уствари душата дури да им кажува дека го сакаат или обратно, ќе размислат дека тоа го сакаат затоа што ќе добијат као значи многу пари се заработуваат ова, а ја ова го сакам заради парите. Не, ти ги сакаш парите, брат, не го сакаш тоа да го правиш, ги сакаш парите. И сега ти ќе ги добиеш парите, тоа ти е као страголот низ кој што поминуваш. Ако ги сакаш парите, мислам... Да бе, да те сваѓам као... It's fine, јас само верувам дека постои, за секого постои начин, дури да и пари да сакаш, мислам ова е најкомон пример за тоа го давам. Да. Нема кој не би го разбрал. И затоа што постои за секого начин да зима тоа што го сака преку правење на тоа што го сака. Можда некои луѓе мислат дека пробале на тој начин и не им успеало. Комбинации се различни. Значи јас сакам да патувам затоа што сакам да снимам. Леле, уште од Америка е тоа. Уште од Америка, од Америка ти стои така овој став. ти ме убеди да идеме во Америка in the first place. Дека ќе влогаш, така го размислиш. Добро, идам се. Уште тогаш беше. Уште тогаш беше. Во Америка ради тебе да идам. Леле. Па затоа и ти кажав, нели, некни, не знам кога и да беше, дека ова патување ме потсеќа на Америка, пошто и таму живеевме, на сите други патувања сме патувале до сега. Живеевме, работевме и тука живееме и работиме. Абе добро, види, технички сегде сме работеле. Сега не, само сега работиме малце повеќе. Као сега јас стварно бев настелувана со мајндсет дека јас одам да живеам таму. Да бе, да. Ама не, ја и за Занзибар го имав истиот став, истото го правев, само ти не го
прифаќаше тоа, што да не работев на Занзибар. Не, работеше, си правеше влогови, ама Правев многу ствари. не го осеќав ко работа тоа тогаш. Мислам Е, дека. па тоа е Тоест, како не го осеќав? твоја перцепција. Што ти е бе, го осеќав. Океј, нема веза. Прекрасно, Ивче. Така да, тоа е начинот кој што јас сум го нашол. Да го правам тоа што сакам и да го добивам тоа што го сакам преку правење на тоа што го сакам. Со многу комбинации. Комбинации? Да, Испробуваш? испробуваш која алка во синџирот може да се смени за да се оформи перфект линк. Да. Ми се свиѓа. Така. Фала ти, Ивче. Фала ти на тебе. Ќе одиме сега да се бањаме. Да се бањаме сега? Па сега видиш те убаво сончево и бранчиња има, бранчиња има. Па, оно. А ова сме се снимале? Не дупи. Вајда да. Сме се снимале. Ивче и Кикче за вашиот љубовен подкаст.